Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй ме грешного. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Возлюбени во Христа, браќа и сестри, еве не. Веќе зачекоривме по долгата стаза на неделите по Светата Педесетница. Денес се наоѓаме на втората станица од литургискиот годишен круг. Втората недела по Педесетница, а воено и влегуваме во втората недела од апостолскиот пост. Време на духовна борба и подготовка за празникот на светите апостоли Петар и Павле. Денешното евангелско четиво ни зборува за Христовиот призив кон првите апостоли Петар, Андреј, Јаков и Јован, кои од обични рибари станаа негови ученици, ловци на луѓе и светлина на светот. Тој предвечен Божи глас, кој тогаш одекна крај Галилејското езеро, и денес не повикува: врви по мене. Овој повик, возлюбени, е сршта на нашето христијанско битие, тајна што го преобразува срцето и го води кон обожение. Евангелието ни раскажува како Господ наш, Исус Христос, минувајќи покрај Галилејското езеро, ги повика првите ученици со едноставни зборови: појдете по мене, и јас ќе ве направам ловци на луѓе. Она што восхитува е нивниот мигновен одговор, без прашања, без сомнежи, без пресметки. Тие ги оставија своите мрежи, своите чунови, дори својот татко заведе и тргнаа по Христа. Која била таа божествена сила во неговиот глас? Каков духовен магнетизам зрачела неговата личност, та прости рибари веднаш да остават се и да го следат. Овој повик, мили мои, не бил само за апостолите. Тој одекнува низ вековите и допира до секој од нас. Христос не повикува епископи, свештеници, монаси, верници, да бидеме негови ученици, светлина на светот, ловци на души за Царството Небесно. Без разлика дали сме повикани на свештенство, монаштво или на брачен живот, секој од нас е должен да одговори на тој благодатен повик: врви по мене. Да станеме вистински христијани, кротки и смирени по срце, каков што е нашиот Спасител. Но за жал често се случува да го слушнеме Христовиот глас, а сепак да останеме заробени во мрежите на овој свет. Страсти, суети, завист, егоизам. Апостолите ги оставија своите мрежи без двоумење, а ние, колку пати нашата вера останува само на зборови, а срцата ни се далеко од Бога. Светиот апостол Павле во денешното апостолско четиво зборува за внатрешниот закон на совеста, кој дури и незнабожците ги води кон добрина. Колку поголема е нашата одговорност ние што го имаме Евангелието на нашиот мајчин јазик, што го знаеме вистинскиот Бог и сме повикани да се обожиме, да станеме охристовени личности, создадени по Божиот образ и подобие. Влегуваме во втората недела од апостолскиот пост. Повикот за да продолжиме во духовна борба, да ги раскинеме мрежите на страстите што ја врзуваат нашата душа, продолжува. Овој пост, посветен на светите апостоли Петар и Павле, е време да се очистиме од гревовите и да го обновиме нашиот ум. Како што не поучува апостол Павле: не сообразувајте се со овој свет, туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум. Постот не е само воздржување од храна, туку и воздржување и од омраза, од завист, празнословие и се што не оддалечува од Христос. Светите апостоли Петар и Павле се пример за преобразба. Петар, кој се одрече од Христос, се покаја и стана камен на црквата. Павле, некогаш гонител, стана апостол на народите.
Нивните животи ни покажуваат дека Божјата милост може да го измени секое срце, ако со вера и покаяние тргнеме по Христос. Во оваа втора недела од постот, што ни следи, да се молиме за сила да ги оставиме нашите мрежи, страстите и световните пристрасности и да станеме вистински негови ученици. Денес си спомнуваме за светителите чии животи се одговор на Христовиот повик, чии подвизи се звезди на духовното небо, водилки за нас во овоземниот пат. Светиот Кирил, архиепископ Александриски, столб на православието кој со своите богословски списи и храброст ја бранеше вистината за Пресвета Богородица против ересите. Неговиот живот не учи дека верата бара непоколебливост и посветеност. Преподобниот Кирил Белоезерски и преподобен Александар Куштски, игумени на руските манастири, кои со молитва и труд ги преобразија своите обители во духовни светилници. Нивниот подвиг не повикува на истрајност во верата. Маченичките Текла, Марта и Марија во Персија и трите маченички деви хиоски, кои со својата непоколеблива вера го запечатија своето сведоштво за Христос. Светиот Колумба Јонски, просветител на Шкотска, кој го однел Евангелието во далечните земји, неговиот мисионерски жар не повикува да ја споделуваме верата со другите. Светиот Алексеј Мечев и свештеномаченик Александар Руски, пастири и маченици, чија љубов кон своето стадо и жртва за верата се пример за служење со милосрдие. Блажен Кирил Велски и маченик Анании, чие смирение и трпение во искушенијата не учат да се предаваме на Божјата волја. Овие светители одговориле на Христовиот повик "Врви по мене" со целото свое битие. Тие ги оставиле мрежите на светот и станале ловци на души, сведоци на воскресението. Нивните животи се доказ дека Божјата благодат действува во оние што се предаваат на Неговата волја. Возлюбени, втората недела по Педесетница и влегувањето во втората недела од апостолскиот пост не повикуваат да ги отвориме духовните очи и да ги раскинеме мрежите на страстите, да се молиме со зборовите на псалмопевецот: "Срце чисто создај во мене, Боже, и прав дух обнови внатре во мене." Нека овој пост биде време на покаяние, молитва и дела на љубов, за да станеме вистински Христови ученици, светлина на светот и ловци на души за Царството Небесно. По молитвите на сите небесни воинства, по молитвите на сите светии и по молитвите на Пресвета Богородица, Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилувај на нас, Твоите многу грешни чеда, и води ме кон Твоето вечно царство. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме грешного.